Но ние продолжуваме со гости во студиото на поразлична тема. Ќе зборуваме за спортот, ќе биде актуелен наскоро пријавувањето за 18-то издание на меморијалниот турнир во мал фудбал Оливер Соколов Сокол 2022. На оваа тема до кога е пријавувањето, како ќе биде ревијалниот дел, кои се ќе учествува, колку ќе настапуваат, колку секако тимови може да се пријават. Мојот соговорник ова утро во студио Ристе Влахов, кој што е потпарол на турнирот во мал фудбал Сокол. Ристе, добро утро за тебе. Добро утро за вас и за вашите гледачи. Така, добро ни дојде во Здрава Македонија да ги споделиш информации поврзаните на малку поразлична тема, малку да зборуваме и за спортот, она кое што сега ќе се случува, а секако пријавувањето за екипите е се уште во тек. Па еве да ги споделиме сите информации кои што верувам дека ќе бидат од Мене ми е мило што сум овде најнапред и драго се разбира што сум дел од вашата емисија и од секако Здрава Македонија. Мило ми е што, например, по 2 години пауза можеме да зборуваме за еден настан кој што е традиција, еден настан кој што е по 18-ти пат ќе се организира, а тоа е 80-тиот меморијален турнир Оливер Соколов Сокол. По 2 години пауза затоа што поради пандемијата не можеше и немаше услови да се организира еден ваков турнир. Па добре, ама многу такви случувања имаше и одложени беа поради пандемијата. Одложени беа голем број на настани, меѓу нив секако и Сокол, и сега 18-тиот турнир ќе се одржи од 1 септември. Пријавувањето на екипите е се уште во тек, значи имаме уште 2 дена до завршувањето на пријавувањето, значи така, тоа е до недела? До недела 28. Со тоа што на 30-ти ќе биде официјалното ждребување на групите, пошто ќе се знае кој во која група ќе се надпреварува. Веднаш да кажам дека пријавувањето на екипите е се уште во тек, има пријавено голем број на екипи кои што ќе бидат дел од турнирот. Така, каде може да се пријават? Да, на веб страницата на Сокол и на Facebook страницата на Сокол, значи на сите оние кои што редовно ги следат сите новитети, тука имаат можност да се пријават, значи преку онлайн тече пријавувањето. Со тоа што на 1 септември е планирано отварањето на турнирот со една посебна програма за која што ќе зборуваме секако во овој разговор. Со тоа што има веќе пријавено екипи, најголемиот дел од Скопје, тука се секако екипите од Тетово, Куманово, Белес, Кавадарци, Охрид и уште неколку градови низ Македонија, што значи дека сите тие екипи ќе бидат дел од овој турнир. Конкуренцијата ќе биде исто така како и секоја година голема, затоа што сепак и наградниот фонд е голем. Ќе потсетам само дека оние кои што ќе бидат најдобри добиваат награда од 250.000 денари, второпласираната екипа добива 120.000 денари, третопласираната 70 и еден од ретките турнири во кој што и четвртопласираната екипа добива некоја символична награда од 30.000 денари. Тоа е момент на изненадување. Да, тоа е нешто што е учесник во завршните надпревари и нешто утешно да добие екипата. Исто така подготвени се индивидуални награди за најдобар играч, за најдобар фудбалер, за најдобар голман и за најдобар млад играч. Тие сите добиваат по 10.000 денари награда, но исто така и добиваат и дополнителни ваучери од спонзорите. Така да сите оние кои што ќе бидат дел од турнирот ќе имаат можност да бидат оние кои што ќе бидат во завршницата ќе бидат и наградени. Доста добро. Колку максимум тимови можат да учествуваат на овој турнир? Значи има одредена бројка, значи изминативе години беа и 48 екипи, зависно од тоа колку екипи ќе се пријават. Значи не повеќе 48 екипи, но зависно од тоа колку екипи ќе се пријават, така се прави косторот на екипите. Се почнува на 1 септември, а во зависност од тоа колку екипи ќе бидат пријавени, зависи тогаш кога и како ќе заврши турнирот. Значи може да биде на крајот на септември, при крајот на септември во зависност од тоа колку екипи има и секако се надеваме дека временските услови ќе бидат добри со оглед на тоа дека целиот турнир се игра на добро познатата локација, тоа е на игралиштето Сокол во Карпаш. Да, тоа сакам да кажам, дали само во Скопје ќе се играат надпреварите? Да, во Карпаш 1 на игралиштето Сокол. Можам слободно да кажам дека нема вечер во која што игралиштето Сокол не е исполнето до последно место, посебно на оние атрактивни надпревари каде што играат најдобрите екипи. Секој надпревар си е посебно за себе. Морам да истакнеме на голема благодарност до Агенцијата за млади спорт, до Фудбалската федерација, до општината Карпаш, до сите оние помагатели на турнирот кои што без нив навистина не може да се организира. Влезот е бесплатен? Да, влезот е бесплатен.
Исто така сакам да се Значи сите љубители на спортот од 1 септември на секоја може да вечер, уживаат. секоја вечер е една убава забава за сите жители на Карпош, на општина Карпош и воопшто на Скопје, така да и од цело Скопје доаѓаат и да си ги бодрат своите екипи, оние кои што нели се дел од екипите, учесници, така. Значи, кога се заблагодарувам на сите, сакам да се заблагодарам и на Канал 5 кој што изминативе години редовно низ својата програма на овој начин го промовира овој турнир. Сакам посебно да се заблагодарам и на вас како телевизија која што како медиумски партнер на турнирот секогаш излегува во пресред за да ги промовираме сите информации околу турнирот. И сега она што сакам најмногу да го потенцирам, тоа е да се подготвиме сите заедно на еден убав почеток на турнирот на 1 септември во 20 часот. Планирано е значи да почнат надпреварите со еден ревијален надпревар кој што ќе биде одигран помеѓу две екипи. Тоа сакам да кажам нешто што не спојува токму тој 1 септември ревијалниот дел. Значи не само што ќе се почне на училиште на 1 септември, ќе се почне со турнирот Сокол 2022. И сега да споделиме на информација за тие кои што сакаат да гледат еден атрактивен надпревар. Тоа е надпреварот помеѓу екипите на новинарите и познатите личности. Така, тоа е баш тоа и кажа, тоа е нишката каде што не спојува сега тука. Овој надпревар иако е спортски, а и нас како медиум. Да, сега јас можам само да споделам некакви информации околу екипите, значи околу составите на екипите затоа што е тоа. Што се однесува до новинари и познати личности. Вака сега, значи во екипата на новинарите. Како се составите? Ги составите. Во екипата на новинарите Столен Аумов, Огнен Чанчаревиќ, Мишко Иванов, Гоце Михајловски, Бранко Илиевски, Горан Стериов, Марија Николовски, Дејан Николовски, Зоран Фидановски, Сречко Поповски, Горан Трпеновски, Горан Мамировски и селектор Мирче Адамчевски. Така. Значи тоа е екипата на новинарите, а кај екипата на познатите јавни личности Дарко Гелев Брейк, Бени Шакири, Стефан Некстаим и Мартин Некстаим, Панчо и Андрео Денка, Пеце Суперхикс, Наумче Мојсовски, директор на Агенцијата за млади спорт, Бобан Ганчаров, наш познат фудбалер, поранешен, сега тренер на Вардар, Роберт Бирбилов, Жара 1-1, Пере Нокаут и селектор Игор Джамбасов. Значи, тоа е мислам дека вака според имињата конкуренцијата ќе биде интересна, да видиме кој ќе биде подобар. Тоа токму сакав да го искоментирам. Но она што е најважно е забавата. Мислам дека вака според имињата нели на новинарите и според имињата на познатите личности, мислам дека ако ништо друго загарантирана е забавата. Токму така. Како ќе биде отварањето, го споменавме, значи споменавте дека нели ќе биде едно убаво отворање, секако со надпреварот од новинарите. Тоа ќе биде на 1 септември од 20 часот ќе биде отварањето на турнирот со овој надпревар, а веднаш потоа ќе си продолжат или ќе почнат првите надпревари на турнирот и секоја вечер ќе си има одредени надпревари кои што ќе се играат, по неколку надпревари по 19 часот. Значи можам слободно да кажам, значи сите оние кои што ќе доаѓаат и верувам дека поголемиот дел од гледачите и сите оние кои што го следат турнирот Сокол знаат како изминативе години сето тоа се случуваше во нашиот град и мислам дека Сокол е турнир кој што е синоним за добра организација, за врвен фудбал и секако за промовирање на многу талентирани играчи кои што се дел од малиот фудбал, а плюс тоа секако и самата идеја да се означи нели Оливер Соколов Сокол како турнир нешто што на некој начин го одбележува и Карпош и одбележи на Карпош изминативе 18 години. Така, па токму затоа денеска ве поканивме да бидете гости, бидејќи во изминатите 2 години поради пандемијата не се одржуваше, па дали доволно слушнале граѓаните или не, еве една можност да знаат дека оваа година сигурно се одржува и ќе имаат повторно можност да уживаат во сето во спортот, а секако и во забавата. Она што е исто важно дека влезате бесплатно и се добродојдени не само карпошани, туку сите оние кои што го сакаат спортот да дојдат и да ги погледнат нели сите оние екипи кои што ќе имаат можност да се надпреваруваат, а секако и ревијалниот дел ќе биде секако многу интересен помеѓу новинарите и јавните личности, особено и тие надпревари се доста посетени и не за џабе ги ставате како на почеток. Во секој случај тие надпревари се посебно атрактивни и интересни и затоа секогаш се ставаат или на почеток или на крај. Сега на почетокот имаме ваков надпревар, за крајот на турнирот ќе подготвиме уште нешто интересно. Ова е еден убав настан кој што треба да ги зближува луѓето пред се
и да ни даде една посебна димензија, затоа што сепак има одредени населби, односно има одредени делови од Скопје кои што се уште го негуваат оној соживот и оној соседски, би рекол, живот, и затоа е убаво со комшии, и затоа е убаво да се биде во Карпош во тие денови, затоа што со соседот е најдобро да се гледа фудбал на игралиштето на Сокол. Така. Освен тоа, ќе има ли при манифестацијата, при отварањето, некои можеби музички гости со отварање, со градоначалникот, со така некои тие протоколарни ќе бидат? Во зависност од тоа како ќе бидат слободни и градоначалникот и останатите луѓе кои што се инволвирани во самиот турнир, ќе видиме како ќе бидат слободни, ќе го организираме и сето тоа. Со уште една информација, значи тука ќе бидат естрадните звезди, па можеби ќе имаме можност да видиме некој да запее, во секој случај не е лошо да го видиме, да ги видиме и самите звезди како се и на теренот, но и со микрофон во рака. Тоа сакам да прашам. Еве, за сите оние учесници веќе имате одредено награди, а дали еве и за јавни личности, за новинарите ќе биде тоа само како ревијален или можеби сега за сега ревијален дел, а можеби на пример за да имаат мотив повеќе да се надпреваруваат. Мислам дека ова е да се игра против новинарите, да играат против јавните личности и обратно, мислам дека е доволно добар мотив за да бидат дел од теренот. Да, навистина особено атрактивно и да се посети на 1 септември, како што кажавте, започнува и ги покануваме сите оние. Ристе, ви благодарам многу што ова утре бевте во Здрава Македонија и да ги посетиме сите оние кои што можеби не знаеа. Еве, времето тече, до недела имаат можност да се пријават. До недела да се пријават, веќе на 30 ќе ги имаме и двојките, односно групите, па од 1 септември почнуваме со 80-тото издание на турнирот Сокол и се разбира, се надеваме дека ќе имаме добри и атрактивни. Убав јубилеј, убаво случување, се го верувам дека ќе биде така. Уште еднаш ви благодарам за тоа што не поканивте да бидеме ваши гости и турнирот Сокол да биде промовиран токму низ програмата на Канал 5 и секако Здрава Македонија. Ви благодарам и секако посекуваме успех.